Живот Бог слегува и во утробата на дева се вселува. Свет, свет, свет си, милостив Господи, Царот на сите и Господ. Почитувани верници и почитувани гледачи на канал 8 телевизија, добредојдовте во уште едно издание на емисијата Православна ризница. Во претходната емисија, како што најавивме, сега ќе зборуваме за умосрдечната молитва, односно онаа молитва која што се кажува на бројаница: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј мене грешниот. Во оваа епизода, ќе позборуваме за значењето на бројаницата, незиното историско потекло, како што и за молитвата која што се кажува за неа. А чиновите ангелски се зачудени, терирем, терирем, радувај се, пречиста, дојдете до пештера. Бројаницата најчесто се изработува од црна волна. Црната боја носи символиката на покајанието. Но денес бројаниците може да се сретнат и во најразлични бои. Најмалите бројаници имаат по 33 јазли. Постојат бројаници со 50 и 100 јазли. Монасите понекогаш користат и бројаници со 300, 500, па дури 1000 јазли. Преданието говори дека некаде околу 4 век по Христа, на еден монах од пустината, ангел Господов му открил вештината на плетењето бројаници, откако тој усредно се молил. Имено демоните му правили искушенија, расплетувајќи му ги јазлите, што дотокаш самиот едноставно ги правил, заради што не можел да го извршува целосно своето молитвено правило. Тогаш ангелот го научил да прави сложени топчиња на бројаницата, така што секој топче е составено од 7 крстовиди внатрешни мали јазли, кои демонот не можел повеќе да ги разврзе. Со помош на бројаницата се кажува Исусовата молитва, која се состои од следните зборови: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот или грешната. На секое топче од бројаницата, оваа молитва се изговара посебно. Целта на молитвата е да го соедини човекот со Бога и да го исполни човековото срце со светлина и со божествена благодат. Името Исусово, како молитва, треба секогаш да се изговара од страна на сите верни со умот и со устата. Кога стоите, или одите, или одмарате, секогаш изговарајте ја, присилувајќи се на тоа. Човекот ќе најде голема радост и мир во неа. Такво е искуството на сите оние кои практикуваат молитвата. Општо, сите ние би требало да имаме како образец оваа молитва, која действува со незината сила, било да се работи за свештеник, монах или мирјанин. Еве еден пример за силата и моќта на молитвата кажана на бројаницата. Светогорскиот скит на Света Ана, монахот Прокопиј од килијата во Ведение на Пресвета Богородица, имаше голема желба да научи црковно пеење, за да може и тој да го прославува Бога како и другите браќа. Но бидејќи беше малку немузикален, отците избегнуваа да го учат пеење. Братот имаше дар од Бога, постојано да кажува молитвата Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј мене грешниот, и во левата рака секогаш ја држеше бројаницата, од која никогаш не се делеше. Еднаш, кога беше многу натежен, бидејќи не можеше да најде некого кој би можел да го научи да пее, и замислен за ова од голема тага, беше престанал да кажува молитвата. Одеднаш пред него се појави еден голем, но нему непознат старец кој што му рече: Брате Прокопиј, што ти е та си толку нажелен? Што те загрижува? Прокопиј му одговори: Што да ми биде старче, ете, сакам и јас да научам да пеам, ама не се наоѓа ниту еден за да ме научи, зашто му велат дека малку фалширам. Тогаш белобрадиот старец му рече: Затоа ли седиш и се грижиш кутро чедо? Јас ќе те научам да пееш и ќе те направам најдобар псалт на Света Гора и ќе пееш како најдобар славеј, ама сакам и ти да ми направиш една услуга. Па добро, што сакаш од мене, му рече Прокопиј. Сакаш ли да ти платам? Ќе ти дадам се што сакаш. Тогаш белобрадиот му рече:
Моја плата е да го фрлиш од раците она кој што го нарекувате бројаница и да престанеш да го кажуваш она што го нарекувате молитва и јас ќе те научам на се што сакаш. Монахот Прокопи, штом ги слушна овие зборови, свати дека појавата пред него не е монах, туку прелукавиот демон кој сакаше да го убеди да ја прекине молитвата и веднаш се прекрсти и му рече: бегај од мене, сатано прелукав, не ми треба твоето пеење, ни твоите лукавства, ни твоите добрини. И демонот стана невидлив. Од овој настан знаеме колку се плаши ѓаволот од бројаницата, за која добро велат отците дека оружје на христијанинот против ѓаволот, и од молитвата која го гори демонот. Додека пак од псалтите не се плаши толку и не ги смета за препрека, зашто преку пеењето лесно се оддалуваат од молитвата и паѓаат во себељубие и гордост. А сега да позборуваме малку за умосрдечната молитва која што се кажува на бројаница. Светиот апостол Павле советува: молете се непрестано. Прво послание до Солуњаните, 5 глава, 17 стих. Светите тихуватели велат: ако си богослов, тогаш вистински ќе се молиш, и ако вистински се молиш, тогаш си богослов. И навистина, тихувателите учат дека со посредство на различните подвизи, со аскезата и со гледувањето, со зрцанието, со моралната и духовна философија, на трезвеноумието и молитвата, човековиот ум се очистува, просветлува и совршува, и според тоа се здобива со дар на богословие, но не со академско богословие, како што поседуваат универзитетите, туку богословие што происходи и извира од божествениот извор, од каде што постојано се излеваат реките на вистинското, божественото богословие. Отците велат дека умот кој престанал да го согледува Бога, станува или животински или зверски. Напротив, преку молитвата, а особено умствената молитва, умот станува боголик и просветлен со божествено озарување. Човековото спасение зависи од молитвата, бидејќи тоа е она што приближува и соединува кон Бога. Кога човекот се наоѓа во близината Божја, најполно и најприродно е да не скршнува од етичкиот пат, зашто вложува внимание во секој свој чекор. И покрај сето наше внимание, ѓаволот не престанува да не сопнува, зашто сака да не изненади во миг на слабост и не довлечка од својот пат, кој секогаш води вратоглаво надолу. Од таа причина, од нас нужно се бара постојано да се вооружуваме со непрестаната молитва на нашиот најсладок Исус. Не смееме да заборавиме дека демоните ја напаѓаат молитвата и дека со помош на зли мечтања се устремуваат на неа да ја направат недолотворна. Во време на молитва, низ човековиот ум кружат најразновидни мисли, тежнејки да го украдат плодот на молитвата и на човекот што се моли да му ги остават само коските, односно трудот и напорот. Од таа причина, оној што сака добро да се моли, пред почетокот на молитвата треба да ги оддалечи сите грижи, а потоа и сите помисли. Умот треба многу да внимава на секој збор што го изговараат устните, за молитвата да стане плодоносен извор на божествената благодат и помош. Според светите отци, сатаната секогаш ќе се поставува како трн и камен за сопнување за светата молитва. Тоа е така затоа што молитвата многу го обеспокојува и гори. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ми мене грешниот. Човековото срце е центар на надприродно, природно и противприродно движење. Се почнува од срцето. Ако човековото срце е очистено, човекот го гледа Бога. Меѓутоа, на кој начин ние можеме да го видиме Бога? Може ли Бог да има човечки облик? Не. Бог е невидлив, Бог е дух. Тој, меѓутоа, може да загосподари во срцето на човекот, кога тоа ќе стане сад способен да го прими Бога. За да стане срцето на човекот сад за Бога, мора најнапред да биде очистено од нечистите помисли. За да се очисти срцето, во него мора да се внесе одреден лек. Тој лек е молитвата.
Таму каде што ќе згазне царот, непријателот бива протеран. А кога е Христос, неговото свето име ќе влезе во срцето, фалангите на демоните почнуваат да бегаат. Кога Христос е цврсто востоличен во срцето, се му се покорува. Тоа е како добар цар, ќе освои земјата и ќе биде востоличен во престолнината. Тој тогаш со својата армија ги покорува сите востаници. Со други зборови, тој ги протерува непријателите и ги смирува внатрешните нереди во земјата. Тогаш настанува мир. Така се случува во царството на нашето срце. Тоа внатре во себе има непријатели, има востаници. Тој има помисли, има страсти, слабости, бури и немири и сето тоа се наоѓа во човековото срце. За да може царството на човековото срце да се смири и подчини, Христос царот мора да влезе во своите војски и да го освои, да го протере непријателот, односно ѓаволот. Тој мора да го подчини секој немир што потекнува од страстите и слабостите и да завладее како семоќен цар. Состојбата што ќе произлезе од тому, светите отци ја нарекуваат безмолвие на срцето и со него тогаш непрекинливо владее молитвата, творејќи ги чистотата и тивкото срце. Постојат повеќе начини на извршување на молитвата. Еден начин е кога молитвата ја кажуваме с устните, за да достигнеме својата крајна цел, во почетокот мора да се молиме усно. Човековиот ум се наоѓа во непрестано движење, со оглед дека не се движи во склад со природата, а како што би требало да прави и со оглед дека често е злоупотребуван заради нашата рамнодушност, тој скита по цел свет и застанува кај разнолични наслади. Според тоа, човекот кој има цел и намера да достигне непрестајната молитва, мора да си го собере својот расејан ум скитник, кој навраќа на секако свиок за да го устрои и среди. Но за да си го собереме умот, мораме да му понудиме нешто спасоносно, зашто тој, рековме, наоѓа задоволство и наслада во скитањето наваму натаму. Од таа причина, во почетокот молитвата мораме да изговараме усно. Почетникот, што се учи на Исусовата молитва, мора да започне така што усно ќе изговара: Господи Исусе Христе, помилуј ме, или Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. Тој мора да вложи напор за да го одвлече својот ум од овоземните нешта. Звукот што излегува, звукот на неговите зборови ќе го привлече умот да обрне внимание на зборовите на молитвата. На тој начин умот малку по малку ќе се привикнува да биде собран наместо расејан. Молитвата треба да биде неразделна другарка на еден човек. Во времето што сме го одвоили за да се молиме нешто посредоточено и внимателно, мораме во известна смисла да се присилиме и да се обидеме да го приврземе својот ум за срцето, кое што притоа секако нема да го замислуваме. Потоа треба полека да вдишнуваме и со внатрешно слово да кажуваме молитвата: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене или мене грешната. Својот ум треба да го поставиме како чувар, како надгледник, кој што ќе го следи внатрешното слово додека изговара молитвата. Освен тоа, нашиот ум мора да биде сигурен дека фантазијата не прифаќа никаква представа. Заедно со сето ова мораме да потикнеме љубовно расположение во својата душа за нашата молитва да се укрепи, да се воплоти и да го стекне тоа добро чувство, а потоа да донеси и добар исход. Тој исход може да е леснотија во кажувањето на молитвата, духовна топлина, радост, солзи и така натаму. Пред да започнеме со изговарањето на молитвата, секако дека би било корисно и би помогнало ако на 2-3 минути се свртиме кон своите гревови и страсти и ако размислиме за својата огревовеност, за својата острастеност, за бедната состојба на својата душа и за тоа дека без Бога не може да направиме ништо. Човекот може да помисли и на судот Божи или на пеколните маки на другиот свет. Чувството кое што ќе се создаде во душата преку ова ќе не поттикне да усогласиме молитвата со своето дишење. На тој начин душата е подготвена, така што кога после неколку минути ќе започнеме молитвата, таа ќе има известна духовна побуда и нијанса. Ако правиме така, умот ќе биде пособран и повнимателен. Ваквото созерцание, ваквото размислување го утврдува и го ограничува умот внатре.
Веднаш потоа, молитвата ја предаваме на умот и така тој почува добро да се моли. Кога човекот ќе стекне навика да се моли на овој начин, по извесно време, тој со благодата Божја ќе напредува во молитвата, зашто веруваме дека целото прашање на молитвата во потполност зависи од благодата Божја. На овој начин, на молитвата преку човекот и станува сотрудник на благодата. Но благодата е таа што постигнува човекот да удржи во умот името Божјо. Доказ за ова е фактот што човекот за некое друго може да мисли колку што сака, но за да мисли на името Божјо треба да вложи изворено голем напор. За илустрација ќе кажеме дека нешто слично се случува и со растенијата. Дивите растенија и трења растат сами од себе, без ничија било нега, а култивираните растенија мора да се одгледаат со голем труд. Освен ова, ако Бог не помогне и не испрати сончевата светлина, со незините чудотворни зраци ништо нема да израти, ниту да порасне, ниту пак да расцета. Така и во духовното. Човекот тежно е да го достигне соединувањето со Бога преку различни методи на молитва, но ако Бог не го испрати својот благослов, ако тој не содействува, сите методи и усилби што ги вложува човекот во молитвата ќе останат духовно неплодни. Заради тоа, пред да започнеме молитвата, неопходно ни е размислувањето, духовното размислување, смирените мисли, самопрекорните, сеќавањето на смртта и така натаму. За во текот на молитвата да ја привлечеме Божјата помош. Дори и кога човекот се моли, ако ги прифати славолюбивите помисли, молитвата се прекинува. Истиот миг благодата Божја бива попречен и не действува. Човекот се гневи од овие помисли и размислува. Штом молитвата почна да действува и штом ја почувствува Божјата благодат, помислите се наметнаа и благодата се повлече. Светите отци во својот духовен подвиг забележале 3 нивоа на духовниот растеж, предавајќи ни ги како свој духовен опит: чистење на срцето, просветлување на умот и обожување. Иако според познатите знаци може точно да се одреди секој ниво посебно, сепак тие се во еден постојан взаемен однос. Колку човек ќе го очисти своето срце, толку неговиот ум ќе биде просветлен и воедно толку обожен. На подвижницот, кој што се наоѓа на некое место од овие 3 нивоа на духовниот развој, божествената благодат му содействува на соодветен начин, како очистувачка, просветлувачка и обожувачка. На секое ниво, пак во рамките на потребниот духовен подвиг, се пројавува и одреден вид молитва. На првото ниво, односно во подвигот на очистување на срцето од страстите и од гревот, карактеристична е устната молитва, која што подвижникот постојано се труди да ја произнесува, придвижувајќи ги устните тивко. При тоа умот, смирено и со плач, се собира во зборовите на молитвата: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. А како промена во умот, забележително е според некои знаци очистувањето и просветлувањето на неговата енергија. Ова отците го нарекли и прво гледање на несоздадената божествена светлина. На второто ниво, наречено просветлување на умот, карактеристична е умосрдечната молитва, која што ја изговараме нечујно во нашето срце. При тоа умот, со смирение и со плач, собран во своето срце, се сосредоточува во зборовите на молитвата, не знаејќи ништо друго освен Христа, распнатиот и воскреснатиот. На ова ниво, забележително е според некои знаци очистувањето и просветлувањето на суштината на умот и отварањето на срцето. Преоден период помеѓу устната и умосрдечната молитва е периодот на прифаќање на устната молитва од страна на умот. Тогаш умот со голема леснотија постојано наследи молитвата која што се изговора со внатрешното слово, не сакајќи при тоа, заради духовната сладост што вкусува, да не се оддели од неа. За третото ниво од духовниот раст и созревање, кое што се нарекува обожување, карактеристична е непрестајната умосрдечна молитва, состојба која, како што велат светите отци, ја достигнува еден во секоја генерација. Во благодатната состојба на непрестајната умосрдечна молитва, кога Бог тоа го сака,
се случува нешто кое што во аскетската литература од отците е наречено грабнување на умот и гледање на несоздадената божествена енергија. Тогаш Светиот Отец со своите преобразени светила го гледа оно што окото на световниот човек не може да го види, го слуша оно што увото на световниот човек не може да го чуе и му се открива оно што во умот на обичниот световен човек никогаш нема да му биде познато. Светите отци велат дека Бог своите свети не ги остава постојано во оваа состојба, за да можат тие со својот опит и знаење да ја надградуваат црквата. Значи, проблемот на очистувањето на срцето е еден од основните проблеми во христијанскиот живот. Најдобро е кога срцето се чисти со наш волев, аскетски, духовен подвиг во послушание, но тоа се чисти и преку трпење навреди, понижувања, озборување и неволи, духовни и телесни, кои што се соодветни средства за чистење на нашиот горд и суетен род. Преживувањето на сите овие неволни страдања е и најдобар начин да се провери духовната состојба, односно чистотата на нашите срца. Улогата на духовниот отец во процесот на чистењето на срцето е незаменлива. Духовниот отец треба да освети три основни моменти во духовниот живот кај своите чеда. Прво, правилно исповедување, при што духовното чедо треба да исповеда состојбата на своето срце, создадена во моментот и после искушението, без самооправдување и без осудување на другите. Усвојувањето на мислата јас сум виновен за се е основен предуслов за правилна исповед. Второ, непоистоветување со помислите, чувствата и желбите без нивна претходна проверка со духовниот отец. И трето, значењето на телесниот подвиг од мигот на отварањето на срцето. Тоа е патот, односно начинот на очистување на срцето што ни го предадоа светите отци на црквата. Молитвата представува очи и крилја за душата. Таа ни го дава одважноста да го гледаме Бога. Брате мој, моли се со устните се додека благодата Божја не те просветли да се молиш и со срцето. Тогаш во тебе на чудесен начин ќе се јави празник и славење и веќе нема да се молиш со устните, туку со вниманието што действува во срцето. Ако навистина копнеш да оддалечиш својата антихристијанска помисла и да го очистиш својот ум, тоа ќе го постигнеш со молитвата, бидејќи ништо во таа мера кадро да го устрои нашите помисли како молитвата. Биди предпазлив, зашто ако си мрзлив и невнимателен во молитвата, нема да напреднеш ниту во своето тежнење да му бидеш предаден на Бога, ниту во здобивањето на мирот во помислите, ниту во спасението. Името на Исус Христос, што го повикуваме во молитвата, во себе содржи самобитна и самодействена сила на исправување. Не грижи се, значи заради несовршеност и сувоста на твојата молитва, туку упорно очекувај ги плодовите од зачестеното повторување на Божјото име. Кога се раководени од молитвата, моралните сили што за нас стануваат посилни од сите искушенија ги победуваат. Зачестеноста во молитвата создава навика за молитва, која набрзо станува втор период и често ги доведува умот и срцето до повисоката духовна состојба. Секој од нас е способен да се здобие со внатрешната молитва, односно од неја да прави свој начин на општење со Бога. Тоа ништо не чини, освен напорот да се нурнеме во безмолвие и во длабочината на своето срце и да се погрижиме што е можно почесто да го повикуваме името на нашиот најсладок Исус Христос, кое што човекот го исполнува со неискажлива радост. Нашето вдлабочување внатре во нас и испитувањето на душевниот свет ни пружаат можност да запознаеме тајната на човекот, да почувствуваме радоста на самопознанието и да пролееме горки солзи на покаяние заради нашиот пат и заради расслабеноста на нашата волја. Кога божествената благодат действува на човековото срце, тогаш човечкото сознание се вселува во срцето, а со него и сите сили на телото и на душата. Од тоа следува, како закон на внатрешното собирање, постојано да држи својата свест во срцето и храбро во него да го собира шумот, волјата и чувствувањето. Собирањето на умот е внимание,
Собирањето на волјата е напрегнатост, собирањето на чувствувањето е будна трезвеност. Сите три дејности водат кон собраност на душата и влијаат на внатрешното тихување. Оној кој ги поселува сите е во внатрешноста. Кому само една му недостасува надворе. На трите сили на душата треба да им следат адекватни телесни делови. На вниманието му следи тихување, на сетилата на напрегнатоста напнатост на мускулите, а на трезвеноста воздржливост на телото. Штом станеш наутро, собирај својата мисла и сите своји сили во срцето и таму присуствувај. Тоа тихување е основен услов на владење над самиот себе, тоа е сведок на вистинска слобода и разум, значи на еден на вистина слободен духовен живот. Целото духовно действување мора од тому да произлегува. Внатрешното тихување е несигурното средство за одржување на духовната пламена ревност. Собраниот човек гори, затоа што тој ги собира сите сили, слично на сончевите зраци во фокусот, па потоа да произведат една топлина и да се разгорат. Со внатрешното собирање е поврзана топлината. Духот во некоја рака се среќава самиот себе и се возбудува од радост. Внатрешното тихување значи подготвеност и сила за действување. Оној кој е собран е силен како средена војска, додека расејаниот е слаб и постојано паѓа. Од досега слушаното, знаевме и заклучиме зошто е полезно и потребно да отвориме оваа молитва, но како што слушнавме од поуките од светите отци, оваа молитва во никој случај не смееме да ја кажуваме самоволно и без знаење и благослов на нашиот духовник. За крај на оваа епизода само ќе кажам најава за наредната, дека ќе позборуваме малку за покајанието, тоа спасоносно средство за кое што треба да размислуваме во овој период на Великиот пост.